Добар ден, половина час попладне време за вестите на Канал Плюс. Почнуваме по кратката најава. Нови 100 милиони евра за фирмите во вид на поволни кредити со субвенционирана камата се обезбедени преку Европската инвестициска банка, ке се реализираат преку домашните банки. Црвениот крст организира донаторски акции за вода за пиење, средства за хигиена и храна за поплавените во Тетовско. Денес и утре собирна акција и во Штип. Берово се подготвува за меѓународниот етно фестивал. На крајот на август ќе има и саем на традиционални производи од Малешевијата. Заинтересираните производители да се пријават во општината. Рано утринава почна голема антитерористичка акција на македонската полиција на повеќе локации во земјава. Акцијата е насочена против лица што учествувале во врабување македонски државјани за учество во паравоени формации. Дел од апсините се и директни учесници на боиштата во Сирија и Ирак. Полицијата изврши протести и апсења во Скопје, Струга, Куманово, Гостивар и други локации. Уапсени се неколку лица. Во Скопје акцијата се одвиваше во скопските населби Гази Баба, Дижонска и Сарева. Полицијата извршила протести во придружните објекти на џамиите Тутунзус и Јаја Паша. Повеќе информации за денешната акција од МВР најавуваат по нејзиното завршување. Според информациите од полицијата, нема повредени и загинати во акцијата. МВР наведува дека најголем дел се македонски државјани, но не се исклучува дел од нив да имаат и косовско или друго државјанство. Инаку во борбите во Сирија досега загинаа десетина македонски државјани кои се бореа на страната на исламската држава. $7 милиони евра кон крајот на месецов или почетокот на следниот ќе станат достапни за повеќе од 60 компании кои се пријавиле за субвенционирани кредити. Македонската банка за поддршка на развојот работи на апликациите. Според проценките, со овие средства ќе се отворат нови 100 работни места. Покрај овие 61,7 милиони евра кои што веќе се алоцирани кон компаниите, имаме нов процес во кој што 61 компанија побарува околу 6,7 милиони евра со кои што планираат да отворат 100 работни места. МВПР активно работи на сите овие апликации, се чини веројатно дека кон крајот на месец август, евентуално почетокот на септември, овие средства веќе би биле достапни за самите компании. Црвениот крст организира донаторски акции за вода за пиење, средства за хигиена, храна и кебиња за поплавите кои го зафати Тетовскиот регион. Заинтересираните можат да се вклучат и со парична помош со уплата на жиро сметка и на хуманитарните телефонски броеви. Денес и утре од 9 до 13 часот во холот на објектот на локалната власт во општина Штип има собирна акција во организација на општина Штип и Црвениот крст. Ги повикуваме сите наши сограѓани да донираат материјални добра во храна, и тоа да биде храна нерасиплива, значи што е зејтин, шекер, брашно, конзервирана храна исто така може, хигиенски средства, вода за пиење и на самите пунктови ќе има поставено касички каде што граѓаните ќе може да донираат и парични средства кои понатаму ќе бидат уплатени во Фондот за солидарност на Црвениот крст на Република Македонија. Берово се подготвува за меѓународниот етно фестивал. На крајот на август ќе има и саем на традиционални производи од Малешевијата. Општината ги повикува оние кои сакаат да ги промовираат и продаваат своите производи, како храна, ракотворби и сувенири, да се пријават во општината за учество на фестивалот. Во пресрет на христијанскиот празник Успение на Пресвета Богородица, општина Берово, како и секоја година, организира етно плоштад фестивал, кој оваа година ќе трае 3 дена, од 27, 28 и 29 август. Етнофестивалот е промоција на културното наследство на регионот, кој го обработува и презентира фолклорот и културното наследство, музичка програма која обединува интернационални признати изведувачи.
Во рамки на фестивалот продолжува и саемот на традиционалните локални производи, Малешевијата на Дланка, која е континуирана промоција на Берово и како атрактивна дестинација за посетителите, така и за развојот на туризмот. Саемот има за цел да на едно место ги изложи и презентира традиционалните производи во 3 сектори: здрава храна, вешти раце, ракотворби, сувенири и резби. Општина Берово ги поканува сите заинтересирани за представување и промоција на локалните производи, во прилог на поттикнување на локалниот економски развој, да земат учество на оваа манифестација. Пријавувањето за учество на саемот е до 25 август 2015 година. За детални информации да се обратат во просториите на општината. Од Берово одиме во Пехчево. Таму по најавата за изградба на мала хидроцентрала во туристичкиот комплекс Равна река, во јавноста се пласира информации за можна опасност по животната средина. Од општината излегува со податоци од претходно изготвениот елаборат за заштита на животната средина, во кој стои дека новата хидроцентрала нема да има значајни влијанија врз околината. Деновиве по медиумите се појави реакција од страна на собствениците на викенд куќи и вили, кои што се наоѓаат во непосредна близина на местото каде ќе се гради хидроцентрала во населбата Равна река во општина Пехчево, дека овој проект е незаконски и дека на жителите ќе им се наруши мирот кој досега го имале, а дека ќе им се направи проблем со водата. Од општината преку писмено соопштение до медиумите демантираат за информациите што излегува во јавноста. Тие во соопштението објаснуваат дека изградбата на малата хидроцентрала ја врши компанијата Минка Енергетик ДОО од Скопје, а не општина Пехчево. Министерството за животна средина и просторно планирање издала решение за одобрување на елаборат за заштита на животната средина и во него пишува: со ова решение се одобрува елаборат за заштита на животната средина од јануари 2015 година за проектот изградба на хидроцентрала Брегалница 329 во општина Пехчево за потребите на инвеститорот Минка Енергетик ДОО од Скопје. Од доставената документација констатирале дека со изградбата и работата на проектот изградба на хидроцентрала Брегалница 329 за производство на електрична енергија во општина Пехчево нема да има значителни влијанија врз животната средина. Инвеститорот се задолжува целосно и без исклучоци да се придржува кон пропишаниот режим и мерки за заштита предвидени во елаборатот за заштита на животната средина. За информацијата дека овој проект не минал на јавна расправа, од општината демантираат дека на веб страната на општина Пехчево било пуштено известување како и консултација со јавноста уште на почетокот на февруари оваа година, што по тоа известување граѓаните имале можност за истото да дадат свој став и мислење, но такво нешто од граѓаните не се појавило. Ја користиме оваа прилика да ви известиме дека ви стоиме на располагање на сите вас за било какви дополнителни прашања кои ќе придонесат во подобрување на целокупниот проект. А доколку сакате, можеме да договориме состанок со инвеститорот, со представници од министерствата надлежни за овој проект и представници од општината, па по тој пат на диалог да се отстранат проблемите и нејаснотиите, се вели во соопштението на општина Пехчево. По повод една година од постоењето на планинарско-спортско друштво Гулак Делчево, овој викенд ќе има планинарски марш од Делчево преку манастирскиот комплекс Света Богородица Балаклија, потоа Балван, Врвовите Чавка и Мала Чавка, до крајната цел манастир Свети Пантелеймон. Враќањето е по истата патека наредниот ден во недела. Патеката во еден правец е долга 12 километри со висинска разлика околу 1000 метри и истата се искачува за 3 до 4 часа. Жителите на Хирошима денеска ја одбележуваат 70 годишнината од атомскиот напад што го изврши американското воено воздухопловство врз овој јапонски град на крајот од Втората светска војна. Атомската бомба само во Хирошима предизвика смрт на 140.000 луѓе. Премиерот на Малезија Наџиб Разак изјави дека француските експерти потврдиле оти делот од крилото пронајдено деновиве на островот Реунион на Индискиот океан бил од малезискиот патнички авион што исчезна пред повеќе од една година.
Вооружен маж е убиен од специјалните сили на полицијата откако ги нападнал посетителите на една киносала во предградието на градот Нешвил во сојузната американска држава Тенеси. Во овој инцидент 4 лица се повредени. Повреден е еден полицаец кој бил погоден во текот на престрелката меѓу специјалците и напаѓачот, кога тој бил и убиен. Напаѓачот во Тенеси започнал да пука за време на проекцијата на филмот Лудиот Макс. Екипата на работнички вчера попладне пристигна во Трабзон во пресрет на денешниот реванш дуел од третото квалификациско коло за Лига на Европа. Турците барем во прв момент се покажаа како добри домаќини, па македонскиот тим беше пречекан со букет цвеќе, што член на управата на Трабзон му го врачи на тренерот Игор Ангеловски. Романтичарите вчера го одржаа првиот тренинг на стадионот, каде денес ќе го играат над преварот, на кој ќе ја бранат предноста од 1 гол, што ја создадоа со одличната игра и заслужениот триумф во Скопје. Овде е крајот на вестите. Повеќе содржини за денешните случувања подготвивме за дневникот во 16:30. До тогаш пријатен ден со програмата на Канал Плюс.